Мирно изборно утро на гласачките места во Центар и Карпош, кои ги посети Радио Слободна Европа. Се гласа во вториот круг од трката за председател на државата и на парламентарни избори за нов состав на собранието кој ќе треба да ја избере идната влада. Македонските граѓани денеска гласаат на 7-те поред председателски и 11-тите поред парламентарни избори. Секој гласач може да го посети избирачкото место само еднаш, а понудени му се две опции. Може да гласа и за председател и за нов парламентарен состав, или пак да избере да гласа само со едното гласачко ливче, односно да искористи само една од двете опции. На гласачкото место 2610 во основното училиште Владо Тасевски во Скопски Карпош не се забележани никакви проблеми при гласањето. Изборниот ден започна во најдобар ред, изборниот процес започна во 7 часот, избирачкото место 2610 беше отворено навремено, избирачите доаѓаат постојано, согласно најновите насоки од страна на Државната изборна комисија, секој еден избирач е прашан дали ќе гласа за двата вида на избори. Досега во нашето избирачко место сите избирачи гласаа за двата типа на избори. Во основното училиште Гоце Делчев во центарот на Скопје, на гласачкото место 2848, заменик председателот забележа дека утрово има помалку гласачи во споредба со нивниот број во изборното утро во првиот круг од председателските избори. Одлични се изборите, течат нормално, излезеноста е малку помала од претходниот пат. Точно еве за кај нас, излезеноста моментално е негде околу 4%. Сите луѓе што дојдоа, сега за сега, значи се гласа без никакви проблеми. Сите луѓе се во ред позитивни, нели? И сега за сега, сите што дојдоа да гласаат подеднакво и за председателските и за парламентарните избори. Гласачите кои ги сретнавме се задоволни од атмосферата и редот на гласачките места. Некои од нив велат едва и чекале да дојде овој ден и се надеваат на подобри времиња. Со задоволство, едва го дочекавме овој ден за да гласаме, да го оствариме своето граѓанско право. Одлично, гледам дека е супер. Гласањето, луѓето излегуваат си гласаат, така да секој своја желба и волја. Све беше најдобар ред. За двата гласавме, толку. Нека победи најдобриот. Се е во најдобар ред, да. Се надевам на подобри времиња и услови државата да се стабилизира и да се престане со корупцијата, што е најгорливиот проблем за државата. Изборите ги следат 1303 домашни и 860 странски наблюдувачи. Избирачките кутии се затвораат во 19 часот. Првичните резултати се очекуваат околу 22 часот.